планираните приходи за 2016 година, направени се фактурирани приходи, кои што се во износ од 803.000 денари, а планираните приходи се 860.000 денари. Гледаме дека овде има намалување за отприлика 57 милиони денари. Овие податоци не ми соодействуваат исто со податоците од Управата за јавни приходи. Дали Македонската радио телевизија е во долгови или не е? Во однос на радиодифузната такса, мислам, верувам дека нема пратеник кој не е изненаден што е намалена на платата на радиодифузната такса, бидејќи 2,5, речиси 3 години се води кампања да не се плаќа радиодифузната такса, односно дека ќе биде укината. Реалните пари кои куќата ги собира се во една вредност, а додека она фактурираната е сосема друга. И има еден дел, како што вие напоменавте, ослободување на социјални случаи. Во однос на тоа какви се долговите, дали се вистински, дали се реални, што кажува Управата за јавни приходи, а што кажуваме ние во нашиот финансиски извештај, мислам дека во претходните години надолго и на широко ова го расправавме, дека данокот за добивка и тоа што ние должиме према Управата за јавни приходи, дека тоа се стари наследени долгови кои Македонската радио телевизија се обидува да ги сервисира. Колку што јас имам информација, постигнат е договор со Управата за јавни приходи и се прави сервисирање на овој долг сукцесивно во квартали, во одреден период, онака како што се договорени со Управата за јавни приходи. И морам да кажем дека нови долгови не се направени. Ова што ние должиме према Управата за јавни приходи како данок на добивка се стари долгови кои во изминатите години не се уплатувани.